Добро вечер, почитувани, добродојавте во петочното издание на магазинот Томич. Имајќи факт дека не заради ова висока температура, но и темите кои создаваат високи температури, а во спроти самитот на НАТО во Хаг, и сето на што го спомнавме со моите соговорници и моите текстови, дека сепак ќе дојде до таа средба, според некои мои извори, меѓу двете страни, но еве, да не предицираме, но мислам дека сепак посилната страна влијае на бугарските власти да ја прифата таа средба. Ова е неофицијално, значи според некои мои извори, денеска е петок, а веќе на 24-ти, 25-ти треба да се одржи тој самит. Зошто тој самит? Бидејќи дефинитивно ситуацијата на светот, на меѓународната сцена, имајќи и блискоисточната криза, наведува дека мора државите на НАТО да бидат интегрирани и заеднички настроени како одбранбен систем и механизам. Значи нема да дозволи да дојде до на дестабилизација, особено во рамките на овие противречности што Бугарија нам не ги диктира, познати како бугарски диктат. Тоа што, почитувани, пак ќе кажам во медиумите, еве за прв пат телевизија Вистел и мојата маленкост, автор на овие две емисии, ја начинам темата што е рак рана или хорор тема на многу новинари и медиуми, а тоа е криминалната приватизација и конфискацијата. Ова не се само флоскули, ова не се само некои приказки, гачки, како ги викат, туку знаете, се залагам за ревизија на криминалната приватизација, верувате 30 на години, апроксимативно, знаеме кога се случи, а толку доаѓа, скоро 30 години. Бидејќи повеќе пати ми кажа, Слободане, не се чепкај, знаеш дека опасно, мафија, банда, тајкуни, напротив тоа, верувајте ми дава адреналин. Зошто? Бидејќи сите ние и вие, почитувани, сме жртва на криминалната структура која преку ноќ од голтари стана мултимилионери. Имајќи факт дека ги зема фабриките за 0 денари, секој час има бизнисмени кои ја извршија приватизацијата, но ја мултиплицира вредноста, бизнисот, продуктивноста и сето тоа. Ја ги поздравам таквите, но што да речеме за другите кои ја уништија Македонија. И тие стана така наречени сива еминенција или тајкуни кои раководат, дефинираат и одлучуваат кој ќе ти биде премиер, кој ќе ти биде председател, кој ќе ти биде, и да не редам, дури портир во владата или во председателство или опозиција и така натаму. Дали е време да речеме доста е? Доста е. Затоа што да кажав дека еве се случаи пред неколку дена, 3 дена колку доаѓа, владата на својата редовна седница донесе една стратегија. Јас завчера излегов се на колумна и спомнав дека немој да биде и ова само стратегија запишана хартија на маса. И верувам дека нема да биде така, со оглед дека одат брзо и тоа без никакви помпи, права тоа што се прави, и верувам дека ќе дојде на повидок да се тоа реализира. Како ќе оди, не знам, не сум гатач тоа да го кажам, но мислам дека треба да оди добро, бидејќи и Западот, која вчера беше представничката на новиот, на Данска, мислам, Данска е нов преседавач на Европската унија од 1 јули, и самата кажа. Реформи, 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 а реформи прво менталниот чип и реформи во правосудниот систем, Министерство за внатрешни работи и така натаму, сите криминалци, криминогени структури, корупционери и корупционерството да се стави под нулта, значи нема нулта толеранција. Тоа ми е мојата најава што јас сакам да ви ја дадам, имам прекрасен соговорник, тоа е господин Драган Ѓорѓиев, адвокат. Инаку, за ваша информација, знаете дека со него правев едно прво интервју во ова сезона, зимска сезона, веднаш по смртта на мојот син Ѓорги. И задоволство ми што господин Ѓорѓиев е на втората страница од ова мощна и важна историска книга за мене, првиот том, посветен за Ѓорги Томич од Гласот на народот. Ќе му посакам добро вечер и добро дојде. Добро вечер и добро дојдовте. Добро најдов.
Еве, ми задоволство што ние се гледаме после 3 февруар, како му дојде сега е, речиси јуни или 5 месец скоро. Од 6, да, 5 влагаме или 6, влеговме 6 месец. Со оглед дека на Ѓорги 6 месеци доаѓаат на 26 јули, на Свети Архангел. Така да добив доста убави информации за криминалот во Македонија, имавте доста доблест и храброст, датовте нешто што досега ретко слушнав. И од политичар, од прв адвокат кој така ни даде добра дефиниција или еден скрининг напред, тоа сте вие. Само да ги поздравам гледачите од нашата екипа и ќе побарам еден джингл и ќе започнеме емисијата. Значи имам чест и задоволство вече да добивам се еден врвен експерт по правото, значи адвокат кој еве без никаква куртоазност, такви ни требат, обвинители, суди, значи како народ, бидејќи пресудата се носи во името на народот. Ако се слуша народот, значи подитно да дојде до тој ресет. И оценската комисија бара да дојде до тоа. Значи имаме врвни адвокати, врвни кои може да бидат врвни обвинители, суди и конечно држава да тера напред. Поздрав од екипата, тоа е Кристина Томич, мејот продуцент, Владимир, Благоја и Срđan, значи појачена екипа, ќе биде со нас и овие 60 минути, 55-6 минути. Еден джингл, се враќам во студијата. Еве, уште еднаш, само еден вовед, го рекол почитувани, вечера отвараме на од најболните, најдлабоките и најпремолчуваните рани на македонското општество. Криминалната приватизација и неказнитиот грабеж на целиот народ. Во студиото, како што реков, е господинот Драган Ѓорѓев, гласен борец за правда, че зборуваме отворено за тајкуните, за бројчаникот, кој никогаш не почна да врти, за владите кои немаа храброст и за новата стратегија која може да биде последна надеж или уште една илузија. Господин Ѓорѓев, еден историски преглед. Што се случи во 90-тите години? Имам неколку блокова, прв блок, значи имаме тука едно 10 минути. Па овака, сите ние знаеме кои сме малце повозрасни, така? 90-тите години отпочна приватизацијата во пред 90-тите отпочна уште приватизацијата во оноа време на Анте Марковиќ во поранешна Југославија. Така. И тоа по законот кој што беше донесен од страна на Анте Марковиќ како премиер. Така. Тука имаше многу поволности за луѓе кои што беа во бизнисот и кои беа веќе управители, односно директори во тоа време на постоечките фирми. Факт е, како што вие кажавте, без 1 денар се земени огромни фабрики. Меѓутоа, јас тогаш бев релативно млад адвокат и знам дека на еден состанок и тогаш се бунев околу таа приватизација и начин на приватизирање. И еден голем директор во тоа време, сега покоен, ми кажа, грешка сте, јас и мојот колега, вика, за работникот најдобрата приватизација, најцрна нека биде, ама најбрза да биде. Што значи тоа? Тогаш не можев да го сватам, меѓутоа помина време и јас разбрав што значи тоа. Тоа значи да многу фирми наши беа доведени до пропаст, до стечај, да не можат да работат, работници отпуштени, да се нема работа, да се со цел за да опадне вредноста на таа фирма и таа фирма да се купи малтене за без пари. Како старо железо. Така искача. Така да тој дел на приватизацијата е криминален. Тоа го разбрав. И тогаш разбрав што сакал да каже тој директор. Сакал да каже дека на работникот не го интересира кој ќе биде газда. Тој не може да биде газда.
Го интересира да има работа и да биде добро платен и да има добри услови за работа. Друго не го интересира работникот. И тоа сакал тој директор да каже тогаш, кога не кажал дека сме ние не сме во право. Сега, приватизацијата како приватизација, и вие споменавте, има безброј фирми кои што направија пак страшен подем. Бум, Страшен подем. Така е, согласно. И тука е во право тој директор. Дајте му и подарок, вика, ако треба, ама да работи таа фабрика. Да е рентабилен, продуктивен. Да работи таа фабрика. Да се види дека се работи. Кај нас многу отидоа и кај луѓе кои што беа блиски на определени власти, како се што се прави, така и приватизацијата се правеше независно кој во кое време е на власт. И во времето на ВМРО, и во времето на СДС се правеа истите работи. Потполно истите работи се правеа за да се обезвреднат фирмите. Па еве денеска е повторно актуелно и тоа како земјиште слушаме за Купрум. Читаме деновиве. Тоа Ѓорче Петрове. Да. Не е Ѓорче. Хром. Купрум не сега се уништи фабриката. Не постои фабриката. Зашто? Затоа што утре ќе се градат таму. Океј, нека се гради. Меѓутоа, не е веќе градењето е некој друг бизнис. Фабриката не постои. Како што, еве, и треска не постои. Се гради кај треска. Да. А треска требаше да се отвори на друго место. Беа купени машините. Нови машини имаше. Обезбедено. Се беше обезбедено. Меѓутоа, интересите беа други. Да пропадне. А не да обстои. Се подметуваа пожари. Не би сакал да кажам дека се подметнуваат. Да, дефинитивно некаде, може би во треска не, имаше пожари. Дали се подметнати не е во мојот домен, тоа јас да го коментирам. Има некој друг што зима платат за да открие дали некој подметнал и ако подметнал кој е. Меѓутоа, да, имаше пожари и во треска. Имаше пожари и во А треска. немаме никаква резултата, не епилог тоа, ништо немаме ден денеска. Еве ние пак го начнуваме тоа прашање, што некој го ставил фиок. За жал, многу е касно за тоа прашање, затоа што тоа е веќе поминат воз и тоа не може да се врати назад веќе. Што е пракса во Македонија? Не само што е пракса, правото е врзано со рокови. Правото е попрецизно од математика. Во математика 2 и 2 не се 4, 3, 9, 9, 9, 9. Кај нас тоа е тоа и не може другачие. Возот оди по шина, не може да искочи на автопат да вози. Така и правото е такво. Значи се, доколку имало некаков криминал, а сигурно дека имало криминал во сето тоа што се правело, значи е врзано со време. Во правото, единствено што не е врзано со време е геноцидот од кривично правен аспект и собственоста од цивилното право. Се друго е врзано со време. Така да назад не можеме да вратиме некои работи кои што поминале. И велипродавството. Не. Тоа никош не старува. Не, само геноцидот. Ништо друго. Само геноцидот не застарува. Све друго застарува. И велипродавството? Да. Се застарува, сем геноцидот. Од вашите колеги во моите емисии збора дека велепредавството е кривично дејание кое никош не застарува. Ме интересира, еве јас после 40 години адвокатура не сум го, членот ме интересира да ми го кажат, да научам нешто од тие колеги кои што тоа го кажале. Драго ќе ми биде нешто да научам. Завчера се случи 7 години од одбележувањето на еден како да го наречам, вордингот е тој, народот го нарекува предавнички документ. Јас зборав, ми задоволство ми е, господине Георгиев, што навистина, дај Боже, моите колеги да ги имат тие привилегии, не се нарцисоидни работели. Првиот европски медиатор на грчко-македонскиот спор, господинот Робин Онил, ми се јави дома и изрази желба да ми даде интервју. Да, го даде интервјуто за телевизија Вистел и за мојата емисија, јас го тоа го пренесов и тоа ми дава за право да кажам, еве колку размислува
медијатор кој вика Слободане, вие ништо не сте виновни, виновна Европската унија што ви го прави ова. Што ова не го слушаме од македонските политиканти и редо ги работи. И конечно се согласува дека велепредавството патем во интервјуто збори дека тоа е големо кривично дело. Но продолжите, ве молам, датовме повеќе експликација за меѓутоа оно што ние можеме денес да санкционираме, тоа е злоупотребата, тоа е подкупот, кој што ни е секојдневен, кој што за цело време Европска Унија кажува имате подкуп, имате подкуп, имате во сите извештаи. Во сите извештаи. А кај нас, независно која влада е и никако да се коригираат. Ма како да се коригираат кога и одговара да не се коригираат? Дури човек да се посомнева дека не сакат да влезат во Европска Унија, затоа што нема да можат тогаш да прават оно што сега го прават. Па траблмейкерите тоа сакали, го направили сите 30 години. Очигледно е тоа. Значи, тоа ние за сега и оно што е најбитно, не се само казните, затворските казни. Еве видовме што се направи претходно. Злоупотребата е намалија до максимална казна од 3 години. Јас да ви кажам веднаш, сега веднаш, за 3 милиона, за 5 милиона евра, сега ќе идам 3 години во затвор. Сега ќе идам 3 милиона. Ако имам се во животот, не ми треба не знам што. Сега ќе идам 3 години во затвор и ќе бидам таму господин човек. Овака сите ќе ме гледат. Доколку не се одземе, односно не се конфискацијата. Токму тоа е едно. Доколку не се доколку не се конфискува имотот. И тоа само на личноста или на целото поколение? Не. Видите овака. Што се однесува до другите, не сум јас присталица да тоа треба да биде према сите ерга омнес, што би рекле грците. Треба да биде пред се према сторителот на кривичното дело, меѓутоа доколку се докаже дека тој префрлал. Па раскршмувал, да. Да, ако се, али тоа треба да се докаже по мене. А не само ако има некој или некој во фамилијата, а дури и не живее можеби со него добро и не е во добри односи, па да страда. Значи, јас сум за освета, меѓутоа не да биде таква освета која што ќе биде ново кривично дело. Туку тоа да биде праведност. Во правото често знам да кажам дека освета ја земате како конфискација? Да. Дека пак ќе кажам, кога некој прави некое кривично дело, во принцип тој е спремен да одговара кривично. Си подвотил 5 години, че нам затвор. Значи, тој е спремен да одговара кривично. Меѓутоа, не е спремен ако му земат. Тоа боли. Тоа боли. И во тој случај, зошто ондак да идам во затвор кога нема ништо да имам? Кај нас, не дека нема. Меѓутоа, многу е споро, многу е слабо, а од друга страна пак, да таа агенција што е формирана, која управува со одземениот имот, ја мислам дека прави поголем криминал него сите криминалци. И непотребно се трупат работи, непотребно таму седат, место тоа да иде ланчано, да има. А меѓутоа, за да тоа работи како што треба, како се кај нас што не работи како што треба, треба да бидат менаџери од различните области вработени, кои што си ја знаат работата, да знаат тоа утре што треба да направат, како да го продадат, колку да не го само продадат, партиски послушници, а не послушници колку да земат плата. Да. И да злоупотребуваат, да дават возила кои што се привремено одземени, да ги употребува МВР и некои други, како што имаме милион случаеви. Како што сум имал јас, затоа што сум докажал дека колата, ако човекот е осуден за дрога, меѓутоа колата не можете да му ја одземете. И кога ќе се врати, таа поминала уште 150.000.
Меѓутоа, Значи, знаете стручна екипа да има, професионална екипа. Мора да има таму стручна екипа и тоа од различити области. Затоа што не се работи само за пари, се работи за станови, се работи за ниви, се работи за возила од различити типови, се работи кој знае што друго, парфеми, гардероба имаме од Боки Тринески, имаме гардероба. Што е со тоа? Не знам, стои. Како што стојат и станови, како што стојат и имоти, за возила да не зборуваме, скапуваат возилата. Малте не се обезвреднуваат. Место да државата добие нешто, на крај ги чува возилата. Да, тоа е добро, ни че го фатиме пак тоа. Новиот обид, стратегија на Мицкоски 25-28, тука ме едно 13 минути, една анализа на предвидените чекори, сака да направиме, институции, Национален совет и законски измени. Јас јавно кажав и се завземав со мојот став, имајќи факт дека видовме, се согласувам, и сите овие најсензитивна институција, се тоа коалиционите партнери, дали на СДСМ, се гледаме на ВМРО ДПМН. И тоа се наши сограѓани кои уопште не размислуваат за перспективата на Македонија. Туку како да му го даде на кушерин од негов или роднина или редо ги работи за ич пари, а не државата да има свој бенефит. Дали сепак ова што господин Мицковски го предложи, јас дадо поддршка, и конечно дека треба да роди плод. И не само тоа, во таа институција, во тој совет, во тој национален совет, и јас преферирам да бидат професионални кадри, као ваш ранг и други кои би можеле да дадат посебен придонес. Дали се согласувате со мене? Овака. Прво се согласувам со оно што се прави, затоа што ако не се отпочне, нема ни да се заврши. Так. Дефинитивно овака како што се спроведува таа конфискација, Добро. уште повеќе реализацијата пак е уште послаба на конфискацијата. Не може да идеме напред. Не знам дали се потребни совети, не знам дали се потребни посебни некои повторно да плаќаме на некого плати да даваме. Што предлагате? Јас сум приватник цел живот, Да. и веќе до тука ми е оддавање плати на некого. Платата треба да се заслужи. Платата треба да биде висока, јас одамна сум кажал. Не треба да биде ниска платата. Се бунеа кога се зголеми платата на судиите. Не се зголеми платата на судиите. Тогаш се Уставниот суд укина незаконска За 76%? дејност, да, незаконска дејност и фактички и го даде оно што го имаа судиите во тоа време. Што требале да го имат уште поназад. Меѓутоа не го даде ретроактивно, него од тој момент па наваму. Да беа високи плати, не би дошло до корупција на самите суди. Јас од секој пат сум Обвинители? кажал, видите овака. Прво, јас не сум толку години работам адвокатура, не го делам мислењето за 2% доверба во судството, секако е многу поголема. Исто така, не поддржувам тоа дека е најголемо тука корупцијата, а дека има залутани луѓе во судството има и во обвинителството има. Па тие го прават тоа. Ама сега овака, вие за двајца, тројца, целото судство да го, или два-тројца обвинители... Ајде, најтазе, апелација носи одлука... Немојте така целото судство да го оцрнувате. Не, некој има сека чест. Не вие, зборам уопште. За мене не. 96-та година се промени законот за избор на судии. Порано се бира на 6 години. Кој беше упад од 94-та, 5-та? 96-та е изборот. Кој собра 400 колку Бранко Црвенковски донес. Да, точно така. Меѓутоа, тогаш и сега... Лупчо замижи, овој му го пушти. И тоа беше, значи, доживотно се бират судиите. Судија може да се разреши. Судски совет да го разреши, или да се уапси, па повторно судски совет да го разреши. Може да напредува. Меѓутоа, не може да иде на реизбор. Зошто? За мене е тоа правото. Зошто? Затоа што тој што те бира,
те ставил в скут и ќе бара од тебе утре нешто. За далински управувач. Да, меѓутоа македончето има кратко памтење. И те година, две, пет како? ќе те толерира, шестата више ќе каже, ајде доста беше, па ќе суди како што треба. Уште да му дадеш добра плата, ние имаме феноменални стручњаци во судството. И стојам позади тоа како адвокат со 40 години искуство во адвокатурата. Јас се согласим доста врни суди. Ево вака, значи, Не лично сметам дека треба дефинитивно, како што споменав, лица кои што се едуцирани да знаат што треба да прават со тој конфискуван имот. Ви сте експерт за конфискација. Не сум јас експерт. Не, овака, далеко сум од тоа. Јас сум адвокат кој што работи повеќе кривична материја. Да, во нашиот дел е конфискацијата, ако зборуваме, и знам што треба да се конфискува, знам што не треба да се конфискува. Секојдневно имаме такви работи во судство. Па може да се каже да сум експерт во тој дел, али не и за нешто друго. Кај нас и оно што е одземено, кажувам дека не се по тоа што се прави со тоа, ништо не се прави. 110 години не може станот правосилно завршена постапка, станот, нивата, базенот, хотелот, колата, 110 години. Завод на времето го уништува. Да. И нема вредност, се обезвреднува. Така е. Само уште една запирка да стам. Еве причина, јас и момент ја тоа кажа во една моја колумна, викам, жалам, се сочувствувам, и јас сум татко на починат син, и знам дека тоа боли, луѓе мои, тоа е како да те стават секој ден во крематориум, 5 секунди те вадат. Тоа е мојот секојдневен живот. Но треба да се надосместат штетите. Загубата не може. Мојот Ѓорѓе не може никој да ми го врати. Меѓутоа правичност треба према него. Ево од овие конфискувани пари, средства, блага, како да речам, дали тоа може да биде една релаксација на државата, како да се обештетат лицата кои, настрада, и членовите на семејствата, и да се обештетат, да се помогне и сето она. Дали еден на добра, еден начин како да иде прилог на државата? Видите овака. А не да застаруваат. Лично сметам дека од конфискуван имот не само некоја надокнада на некакви си семејства кои што изгубиле и сето тоа, дека државата ќе има и за инвестиции. И за некои инвестиции. Секако тоа не е, не знам што сега, мора да се зависи за што станува збор. Најголемите бенефити што би можело со конфискацијата да се добие се напротив во стопанскиот криминал. Каде што имаме злоупотреби. Да. Еве и сега се отвара, повторно се отвара клопче. Дадени 150 милиона за чистење на рек Битола, на фирма која што нема ниту еден вработен. А не е исчистено. Па како ќе биде исчистено кога нема ни еден вработен? Луѓе, 150 милиона државни пари се тоа. Мислите на Крмзов или тоа е другата? Не знам кој е. Не ме интересира кој е. И случајот Струмица ме интересира, како го вие толкувате, јавно го кажа. Видите овака, мене, ја не би сакал да коментирам случаеви конкретни, затоа што Или со затајување на данок. Ако не сум во предметот, не ги знам сите детали. Ама како правник ве прашам, како адвокат? А ако сум во предмет, па не би сакал да дискутирам до правосилност на предметот, на одлуката. За разлика од некои мои колеги, кои све живо знаат, сите проблеми ги знаат, само своите предмети ги губат во суд. Ја не сакам така, ја сакам да добијам предмет, не ќам да изгубам предмет. Меѓутоа институциите, док веќе, ме интересира за Крмзов, ВМУ. Значи, веќе се збореше доста. Институциите на системот, УЈП, МВР и се обвинителство дојдо до вистински оценки и резултати, информации. Тоа се милионски суми. Сега видите овака. Половина да е точно, е голема сума. Што треба да се направи во овој момент? Да сум јас некој. Тоа се 90 милиони евра, мислам така? Овака, да сум јас некој што прима плата таму.
за да ја брка таа работа. Првично што ќе направам, ќе ставам времена мерка на се што има тој човек. Или било кој што направил таква работа, времена мерка, за да не може тоа да се раскрчми. Ако чекаме ние крај на постапката, па тие таквите како мене, Све ќе земат, ќе вратат назад. све ќе направат, за џабе не сме платени, така? Не е само да браниш, негде не можеш да го одбраниш, ама можеш да го И спазиш. криминалецте е токму тоа вика, како може да го Не. брани најголемиот криминалец? Сега ќе ви кажам зошто браниме ние. Од другата страна седи обвинител, професионалец кој што го напаѓа стручно. Да. Сторителот на кривично дело, макар и да е најголем криминалец, не е правник за да може да се одбрани, па дури и да е правник, не е адвокат, па не е ни кривичар, па не само и кривичното има своји други субспецијалности, така? Значи, за рамноправноста на борбата помеѓу нападот и одбраната постои адвокатурата. И затоа адвокатурата е уставна категорија. Обвинителството не е уставна категорија, адвокатурата е само уставна категорија. Да го знаете тоа. Да. Да се вратиме на конфискацијата, бидејќи верувате дека вечерва не впиваат, значи гарант сум на 1 милион народ, бидејќи 100 пати милувам да кажам дека не гледате на широко и далеко. Особено нашите македонци во Северна Америка, Канада, Европа цела, и нашата Македонија. Тие се изгорени, тие барат правда. Смачено име. Кој како ќе дојде на власт, дојди дрпни дувни. Точно е. И нема епилог. Јас сум кажал и еве повторно јавно ќе кажам. Кој како влезе во собрание, влегува оваков, слаб, а искача волка во вратот. Дури со привилегии да и храната и е поевтина на школарците. И плюс Хајде, бе, и со мало. апанажи си одат после. И тоа не можам да го разберам. Меѓутоа, како за сите, така и за нив. Затоа што сите функционери, било кој, имат апанажа од таа една година, сега дел од нив има доволно доблес да кажат ние си имаме работа, не ни треба апанажата. Кој ќе ви каже во Македонија? Има пример. Еден, двајца. Има. Еве, јас ќе го пофалам господинот Трифун Костовски, јас сум сведок. Има. Работев во град Скопје и сведок сум дека својата плата ја давал на различни семејства од социјално ранливите категории. Пример ве го спомнам него. Има и уште други. Но еве да се вратиме пак на стратегијата што ја предложи владата пред 3-4 дена, што ми даде за право ветер грб, да речам, фала теби Боже, некој ќе се зафати. И ќе дишам у врат, верувајте ми. Нон-стоп е, оваа емисија е почеток. Сметам дека не само што вие ќе дишете во врат. Сметам дека и Европска унија диша во врат. Сметам дека и Америка диша во врат. Сите барат. Што бара од Хрватска, знаете? Ама пазите една работа, јас тоа ви го кажав. За цело време викат корумпираност, а ништо не се прави. Јас ки идам во затвор сега за 3 милиона, за 5 милиона евра. Зошто да не идам? Значи ме разбира, ако не ме чепнат. А ако ме чепнат во имот, во ово, зашто да идам во затвор? Да. Која е логиката? И овоа, значи, на владата, секако на премиерот, му дишат и позади Европска унија. Знаете, Хрватска пред да стане членка, еден од бенчмарковите беше конфискација потекло на името. Така е. Видите, значи, јас секој пат ја поддржам таква работа, затоа што ние гледаме. Не би сакал сега дека не сум склон никој пат да именувам, меѓутоа, на овие простори имаме човек кој што пред да стане политичар, немал вода во очите, имаше еден мандат и сега еден од најбогатите на Балканот. И гради кули од 99 ката. Тој е друг. Има уште. Тој е еден од многуте. Ве молам. Дали потеклото на имотот и трагата по парите може да доведе до се тоа? Може, како не. Нешто околу да проширена конфискација. Добро.
Можете да ми кажете или ја начнавме и неја за да завршиме? Видите овака, проширената конфискација е во два сегмента. Морате ми го каже тоа името. Не Ребоси Вемо, Не. Еден мандат имал, не а е мултимилионер. Да. Сега го знам. Не е пријатно. Го знам. Не е пријатно. Да. Овака, значи... Ама парите му се многу мили, секојаш ги врти, така? Не знам. Добро. Ова, како се вика, значи... За проширената има два сегмента. Добро. Првата е према сторителот. Првиот дел е према сторителот. Зошто према сторителот? Затоа што не само оно што во даден момент е најдено кај него, туку и оноа доколку тоа што е најдено е предмет на кривично дело, потекнува од кривично дело, а не го покрива износот што треба да биде вратен на државата, може да му се одземе и друг имот кој што го има стекнато на легален начин, како што е наследување, купо-продажба многу одамна и сето тоа. Иако не е значи предмет на кривично дело, тој стекнат имот, имајќи во предвид дека сторителот на кривичното дело направил криминал, најдени му се, да кажеме, 1.000.000 евра, направил криминал, најдени му се 300.000 евра, меѓутоа не и останатите ги нема. Ќе може да се наплати со проширената конфискација од другиот имот, кој што евидентно е легален. А вториот дел на проширената конфискација значи дека може да се оди и да се одземе имот од луѓе со кои што тој шурувал, односно соработувал, префрлал на нив, имал доверба да префрли на нив. Бизниси, куќи, станови, коли, пари. Некој договор, процентуално. Не мора ни да има договори. Кој знае дали има и каде се тие договори и ако ги има. Меѓутоа, доколку лесно тоа се утврдува, посебно во ова денешно време на техника, на слушање, значи во денешно време стварно е многу полесно него порано што било за откривање на такви макинации. И токму затоа со оваа проширена, значи конфискација може да се чепне и во оноа што е од една страна легално на сторителот или од друга страна таму каде што префрлал. И повторно идеме во еден друг правец, идеме во оној правец кога се изрекува некоја пресуда кривична. Се вели да делува на генерална превенција и на специјална превенција. Специјалната превенција е да ти во иднина не правиш нови кривични дела. А генералната, која ќе чујат сите други како поминал тој, да не прават такви кривични дела, дека и тие така ќе поминат. Како нараучени. Да. Во тој дел, значи, оваа проширена конфискација има голема улога. Пак ќе кажам, лесно е да се отиде во затвор. Онаа народната, од гроб не се враќа, од гроб се враќа. Така да ќе отиде, ќе искочи господин парите на страна, нема проблем. Ако ти му земеш се оно што треба да му земеш, онда лежењето затвор било џабе. Тогаш да видиме дали некој ќе прави. Враќаш повторно култар. Да, секако дека ќе се најде и таков некој што тоа ќе го прави, криминалот нигде не е исчистен и не може да биде исчистен. Меѓутоа, борбата со криминалот треба да биде континуирана и да биде на правиот начин спроведена. Пак ќе кажам, без конфискација џабе се казните. Дали на Македонија, спомнав, да ги спомнам моите текстови што навистина се инспиративни, ни треба еден Фалконе. Во секој случај. Во секој случај. Меѓутоа, морам да кажам, сега гледаме расчистување со големи банди. Што е добро. Да. Така да, очигледно дека веќе некој работи као Фалконе. Дефинитивно. Расчистување на цели банди. Ама на луѓе кучиња на злото лајат. Видите овака, секој пат ќе има опортуни,
што и да прави некој, стално ќе се најде некој да каже тоа не е добро, тоа не треба така, тоа. Да, дефинитивно. Че ти бара од повикување, интерпелација. Меѓутоа, една работа морам да кажам, дека мора нешто да се прави. А нормално е кога се работи некој пат и да се сгреши. Меѓутоа, грешките да бидат сведени на минимум. Јас многу пати сум кажал, Европа бара апсења. Дела, конкретно. Бара апсења, бара конфискации. Меѓутоа, не да биде тоа освета, апсења реда ради. Докази за таа работа. Оно што, повторно ќе кажам, а и сега скоро го кажав пак во судница, пред факти молчат и боговите. Колку пати, кога ќе видам дека нема каде да одам како бранител, ја одбирам најдобрата одбрана за мојот клиент. Признај и моли. Покајувањето ли сте? Признај и моли. Признаваме вина и молиме, за да поминеме подобро. Тоа во последно време стана како една пракса. Сега ќе ви кажам зошто. Со промена на законот пред 10 години и повеќе од 10 години е и влегувањето на сила, да го кажеме, новиот кривичен законник. Штелуван за своји лични потреби? Не, тој не беше штелуван. Не? Промените на тие 2-3 члена беа штелувани. 352, 353. Да, ама тоа нема врска со тој законник, значи. Да. Тоа се само измени кои што ги направија во собрание. За си ја спасат кажичката. И тие и некои други спасија. Да се заборават делата. И тие и некои други. Еве сега гледаме колку ќе плати државата на адвокатите. За таргет тврдина. Па не само тоа, еве советот... Не, сослушајте ме овака. Прво, колку коштал тој предмет. Самото држење на судењата. Носењето на притвореници, додека биле во притвор, сето тоа. Суд, обезбедување, тоа е страшна работа. Дали знаете колку кошташе еден ден судење за Куманово, како беше диво населје? 9 милиони. Диво населје. Колку? 400.000 евра едно судење беше. 400.000. 400.000. Колку судење има? Не знам. Правите ја математиката, затоа велам и ова Милионски кошта. суми од народот се излезе. А затоа велам. И затоа, кога се донесе тој закон, кога ќе се признае делото, судијата може да го спушти во законски, подзаконскиот минимум. Зошто? Заштедува на време, заштедува на пари. Значи, има допринос и разбрал обвинетиот зошто е обвинет, во принцип изразува кајање и сето тоа. Па иде во прилог на него. Меѓутоа, дај да се вратиме на темава. Вие кажавте даночно затајување и сето тоа што е овака. Секое даночно затајување, вие знаете дека Ал Капоне, сите знаеа дека е шеф на мафија. Сите знаеа дека стои позади стотици убиства. Сите знаеа дека стои позади илјадници рекети. Да. Меѓутоа, правна држава како што е америчкиот систем не можеше тоа да го докаже и не превзема ништо во тој дел. Не можеше да превземе. Имаше дупка во законот. Меѓутоа, му најде даночно затајување, му најде дека имотот кој што го поседува е многу попати вреден од оноа што тој пријавил дека остварил во животот. Па затоа го смести во затвор. Тоа е оно што денеска треба да направи Македонија. И Македонија. Тоа е оно што треба да го направи Македонија. Еве, оценската комисија даде своје извештувања. Еве, закони се подготвуваат до крајот на јули. Треба да се изгласаат околу изборот на судскиот совет и на се оно што е парадоксално во нашата држава. Верувајте ми, без никоја куртуазност, Ценејчеве како еден експерт, професионален во својата бранша, љубам да кажам дека такви луѓе ни треба еден ресет да се направи во македонското судство, законодавство, се она, да влезете и да направите нешто, една реформа, за која само се збори реформа, ние Р од реформи. Ние, као и се во нашата држава, вклучувајќи и спорт, да е на уста најдобри ќе бидеме. Силни сме на вилици. Да.
само до тука сме. Во пракса ништо не спроведуваме како што треба. За жал. За жал. Дали ви повеќе одговара како адвокат да бидете или да бидете инкорпорирани во? Овака да ви кажам. Значи, кога почнував, односно кога се запишав на право, затоа што јас сум по грешка Знам, сакавте во медицина да право, завршите. татко ми беше хирург и јас требаше да го наследам. А меѓутоа после мене се сите правници. Цело семејство знам дека Цело сте. семејство се после мене, и ќерката, и синот, и внуците, и внуките, така да сите се правници. Вие сакавте или тие така? Сами сакаа они, а секако мене ми импонираше тоа. Овака, што сакав да кажам за... Спомнам доколку бевте, дали ви Да, прифатиле? овака. Значи, кога се запишував, сметав дека до мој 45 години ќе работам адвокатура, а задните 10 години и повеќе да идам на некоја функција. 50 години, значи, а 10 години да идам на Па функција. вам ви беше понудено кој што разбрав. Овака се. Значи, да идам на функција. Меѓутоа, како се променија сите овие работи? Значи, ни на крај памет не дозволив, значи, ни синот, ни ќерката, ниту внукот од сестра, ниту внукот од шурата, ниту некој друг да влезе било каде сем во адвокатура и да се ја работи својата работа, каде што е свој на своето и не зависи од никого. Нити сум член, нити сум симпатизер на ниедна партија, размислувам како што јас сакам да размислувам. Вашата партија која молете Македонија? Македонија. Секако. И ништо повеќе, така. Така е. И ништо повеќе. Имам пријатели и на едната и на другата страна, ме почитуваат токму затоа и кога ги критикувам ме почитуваат, токму затоа што знаат дека не сум на другата страна. Туку кажувам оно што јас го мислам. Ајде за ова тему, ве молам. Ајде. Сакам за најтазе да речем таа стратегија што во душата ми влезе. Не верувате ми, кога слушнав стратегија за конфискација, се ова што значи ми даде за право да речам фала тебе, по втор пат го спомнам. Ми дава едно душка да речем на душата што се вика, да викам дека ќе има ред во оваа држава. Дека ќе владее правото. Не само добро, ви благодарам што ме подсетивте, тоа е една од одредниците на Европска унија. А господин Мицковски многу свесно и го направи тоа сега, да докаже дека Македонија не е држава на панаѓур ставена, простите со овој вординг, и кој како сака може да распродава. Значи, едно од условите дека ќе ја спроведе за да ги имплементира основните барања или да речем обврски кон Европската унија. Дали Европската унија пред се тоа е за нас, ќе се согласите со мене? Дефинитивно. Меѓутоа, тоа е за нас. Меѓутоа, Европска унија го бара тоа затоа што кај нив е тоа регулирано, ставено во колосек. И не сака И криминални не сака, држави. не сака. Пазите, секаде има криминал. И Да. тој тип на криминал постои и тамо. Апсолутно. Ама тамо кој ќе се открие се апси, па кој сака нека биде. Нема црвени телефони. Нема телефони. Нема, напротив. Еве гледам една Хрватска што направи. Па двата премиера претходно ги апсеше. Да. Двата премиера. Румунија исто. Румунија исто, значи, еве, ја споменам Хрватска затоа што до вчера бевме заедно во една иста држава. Да. Колку, А да бидеме искрени, понапред голема поддршка отидоа. имаме од таа држава. Не велам не. Румунија беше за нас На крај на подсмев. светот. Ама на подсмев. На подсмев бе. Као и бугарите. За бугарите не би сакал ни да зборувам. Не би сакал ни да зборувам. И јас да ви кажам искрено, се радувам кога ќе имам соговорник кој навистина има еден широк круг, еден делек круг околу себе и познавање на фактичката ситуација. Значи не плива од фактичката тема, но верувам дека гледачите ги интересира оваа тема, во ова прашање. Имавме случај да се затајуваат средства во други држави. Се збори за српскиот опонент на Вучич, тоа е господин Джилас, дури во Мауруци си редови работи. Дали конфискацијата ќе има таква моќ и таква сила или алатка, да тие пари кај што се среќаваат во светот, има право да ги земе? Дефинитивно тоа е со закон уредено. Во кривичниот закон постои член каде што може токму тоа да биде. Значи не само државата, Не секаде каде што само кажав треба да се докаже. Сега обавештајните служби,
Сите оние треба да си ги работат своите работи онака како што треба. Тие треба да дадат на судот дека единствено кој што може да заплани е судот, да не се лаже. Се друго е ветар и магла. Да замолчи, да замижи, да не направи нешто. Не. Се друго е, значи, не е тоа што треба да биде законско одземање, конфискација прави судот. Државата прави во оноа време или сега прави национализација, така? Меѓутоа не и конфискација помина. Не може да не врати назад сега да ми конфискува без суд. Единствено судот е оној кој што може да одземе некоја работа. Да, господин Георгиев. Правосилно. Да. Значи, треба да добие судот кога процесуира некого. Треба да добие комплетни податоци каде има средства, каде има. Значи, тука обавештајните служби треба да си ја завршат својата работа. Финансова полиција, све. Затоа ги формира. Па и сите заедно да се соберат, независно кои што се. Они мора да го нахранат обвинителството, а обвинителството да настапи со докази пред судот, за да судот може да донесе правилна одлука. Џабе да се утре удира по судот. Зашто не одземал, зашто не направил? Па не одземал затоа што не докажал некој дека има. Да. Морам ово да ве прашам со оглед, ви рековте како со скепса Национален совет. Мора да има институција. Јас сум против, верувајте, па ми се љутат. Знаете на што ми личи сега? Не. Кој ќе речем нема. Ама еве денес се овие, утре ќе бидат другите, не е битно. Мене независни? Знаете на што ми личи сега? Тоа. СЈО ново. На друг начин. По чему? Ја и тогаш не бев за СЈО. Тој пара институција при институција. Па и ова ќе биде некоја пара институција. Зошто имаме правен систем кој што функционира, изграден по сите прописи? Што треба нешто ново да направиме? Но еве, знаете што, топла вода одамна е измислена. Да. И Америка е откриена. Господин Георгиев, народот, вие дадовте оценка, јас ја поддржав, реков дека сите се криминогени суди и обвинители. Дефинитивно. Меѓутоа, не сите. Господин огромен процент е како што треба. Извинете, простете, тоа е снегот. Господин Георгиев, како може човек кој увезувал канцероген мазут да биде ослободен, не ослободен, даден на куќен притвор со кауција од 2 милиона евра. Да. Апелација му дава налог, патна исправа, во рок од 6 месеца да може да се шета кај што сака. Видите, тоа е дозволено согласно закон. Тоа е одлука на судот. Значи тоа е дефектен закон. Не би го кажал така. Еве, јас сега ќе ви кажам една ситуација. Еден многу голем бизнисмен од Србија, даночно затајување, го ставаат во притвор. Неполни 2 месеца од кога помина оноа што смета судот дека требало да помине, сами кажаа 2 милиона евра гаранција за човекот. Кај нас треба да се избориш. Не би сакал сега затоа што не зборувам за предмети, кажав дека не зборувам за предмети. Да. Меѓутоа имав ситуација да човек не осудуван никој пат, дури сакав и да го злоупотребам на даден момент, човек никој пат не осудуван, оружје да причува на негов другар, да, треба да одговара за тоа оружје. И се нуди 470.000 евра гаранција, и не го прифаќа тоа судот. А овдека за 2 милиона го пушта. Повеќе пари? Не се подат. Ама овој предвидената казна и штетата што овој е направил, и овој нема никаква штета направена, не може да ги ставиш на кантар. И од друга страна, не е битна висината. Да. Гаранцијата е средство за обезбедување на присуство, да се замени притворот. Да не избега. Морате ми би замолил, значи најтаксативно, после уште 2 минути се финале ваш. Зошто не проработи никогаш бројчаникот на Заев? Тоа не го треба да го прашате. Чисто како граѓанин и како адвокат ве прашувам. Јас сметам не го треба да го прашате. Да, беше помпезно најавуван, беше
работи бројчаникот, сега ќе видиме што И ти ја сам знам. си го купил. И веднаш да кажам, и почна на почеток. Што потоа се деси, не знам. Да. Не, можам да нагаѓам. Ајде слушам, кажете. Не би сакал да нагаѓам. Еве ги вашите 3 минути. 1 минута мене ќе ми дадете, весно. Повелете у камера, апропо оваа тема. Дали конфискација, вистинската конфискација, ќе биде само повторно еден збор запишан на хартија, или очекувате дека ќе има вистински ефекти? Јас сметам дека сите ние сме доволно веќе паметни, да, и оно што го кажав и претходно, да имаме веќе доволно доблез во себе, Така? да нешто што е напишано и го спроведеме. Како што кажав, конфискација бара народот пред се, затоа што до тука му е веќе Преку глава. од разни тајкуни, како вие што кажавте, од разни Така се криминогени сфери, кои што пливат батерфлај, само овака пливат, а ова како се вика, да пак дури и да го превенират со затворска казна, не му одзимат ништо. Конфискацијата мора да проработи и тоа пуном паром, не ексцесно, не поименично, туку секаде таму каде што треба, мора да биде применета. Само на тој начин ќе има дејство на генерална превенција, не само према сторителите, туку према и другите кои што ќе слушнат како поминал тој. Дали опозицијата треба да покаже волја добро да учествува во оваа иницијатива, бидејќи оваа иницијатива не е партиска, ова е општо народна, државничка е. Видите овака, пак ќе кажам, тоа е право на опозицијата, меѓутоа како што и вие кажавте и моето мислење е такво да ова не станува збор за партиска пропаганда, а ми станува збор за нешто што со години се бара од нашата држава. И за екзистенцијата на младите, и за еднината на младите. За се. Прво, за спроведување на правна држава. Така се спроведува правната држава. Не само со казнување, него и одземање. Да осети, да го заболи. Да заболи. Така е, да заболи. Познав еден тако човек кој кај јас планирав во животот 5 години да поминам таму. Кај што е? Ама после ќе си живеам како бункер у Оно што јас го кажувам. Аме редно е Јас го кажувам. веќе тоа да се стави. Така е. А ако ти му одземеш, па зошто ја да идам во затвор? Ондак нема ни да направам кривично Која е дело. вашата порака за тие така? Еве, нека биде. Па нека размислат од сега натаму. Сметам дека државата ќе биде многу поефикасна во делот на конфискацијата, како што кажав, во делот на проширената конфискација и во делот, значи, према сторителот на кривичното дело на легално стекнатиот имот, а секако и према сите негови пајташи, да кажам, роднини, пајташи и све остало што се префрлало и на начин како што се префрлало. Сметам дека државата веќе нема да си игра на оваа карта и дека ќе биде на највисоко ниво спроведено. Благодарам многу што бевте. И мене ми е драго гости што овие вечерни беше топли ноќи, да речам, ево утре започнува летото. така, И би им посакале убаво мирно лето со по-ниски температури. Вам добро здравје и успешни Благодарам, одмори истина, така. јас. Почитувани еве господинот Драган Ѓорѓиев, еден еминентен експерт по правото, за мене секоја што ја слушнавте, што навистина упати какви пораки упати, начнавме најгорливата тема, тоа е конфискација. Па ќе ми кажете, Батовиќ, па ништо, затоа не си направил. Немат некои твои пријатели или колеги имат по 4 стана, имат 3-4 джипа. Не, јас сум мирен, бидејќи спијам мирно, мада не ми е мирно по заминувањето на мојот син, наистина тешко е. И таа е на друга тема ќе дадам за начинот и случувањето во здравството. Еве, како што реков, вечерва зборувавме за грабежот на векот. Зборувавме за тајкуните, кои не само што ја зедо Македонија, туку ја оставија на колена. Но и за последната шанса,
Ако оваа стратегија не успее, Македонија ќе остане држава без правда и без иднина. Драги гледачи, драги пријатели, ќе има ли вистинска конфискација? Или повторно ќе се појави некој нов бројчаник, нем и црн како совест на еден измамен народ? Јас не верам во ова последното, верам дека престои иднина, престои светло во тунел и престои една надеж. Не сакам речеме таа последна умера. Ние треба да живееме заедно и во иднина, но со дигнитет. Токму од месоговорни кажа дека не е само на Мицкоски желба, што ја почитувам, се дрзна на своите 48 години да направи држава достоинствена. И ќе му дадам и натаму поддршка. До моментот ако сгреши, ветувам, ќе биде првиот мој опонент да го критикувам. Но сега вози добро. Ви сакам добро здравие и добра пријатна вечер со програмите на телевизија Вистел. Се гледаме во вторник во Гласот на народот и бидете ми живи и здрави. Чувајте се, пријатна вечер.